Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Скопје заглавено во сообраќај, дождот, како и секогаш ни го заглавува главниот град. Доказ дека е време да се реализираат оние најави за восниз градот, за олеснет транспорт, за се и се затоа што би рекол еден наш сега веќе пензиониран политичар, вака веќе не може, вака више не иде. Така беше славната реченица. Ово утро со мене ко-водител Сотир Костов. Добро утро и од мене. Што е ова од позади нешто? Па ти види дека секоја емисија ќе имаме слоган, ќе го поврзуваме натото со денешницата за посветла иднина, ќе објаснам во текот на емисијата. Друже Златев. Да го представиш нашиот гостин од ово утро? Мене ми паѓа таа чест. Тебе ти паѓа таа чест, затоа што ти си и светот на по-старите станува. Не. Така ме закажеш. Добро, расположен си. Утрово. Драги мои скопјани, драги мои македонци, каде и да сте, уште еднаш добро утро, да се ми живи здрави. Да добро сам и ја после Златев, па видите, човек кој е веќе во пензија, со големо искуство, човек кој секој пат работел со младите. Кој бе гостинот не е нашо пензија? Не, јас. Човек кој секој пат се залагал за младите, бидејќи на младите леже не само иднината, туку и денешнината. Јас тоа колку си во оној систем социјалистички и комунистички, ја одлучив едно ново лице во Пеколот. Пеколот е јавната медиумска сцена која е багемити контаминирана во Република Македонија, да го поканам Љузим Феризи. Добро дојде Љузим Феризи. За мене млад аналитичар, млад експерт, млада медиумска личност, ама многу надежна, се уште размислува со своја глава, независен, му посакуваме така и да остани. Денеска еден од слоганите ни е како беше? Познај се себе си, чувај се себе си, од Григор Прличев, а ќе го поврзиме тоа со Брус Ли кој вели биди оригинален, биди автентичен, биди свој. Јас така тебе перцепирам и прифаќам ова година од прилика што те познавам, и овде би додал слоганот на Майкл Джордан: биди упорен, покажи квалитет, сите пречки ќе ги поминеш и ќе останеш свој и ќе ги вкушиш соковите на победата. Ти посакувам независност во твоето действување и ти посакувам уште еднаш добро дојде Љузи. Добро најдов, добро утро за вам, за тебе и Златев, добро утро за сите слушатели на Радио Лидер. Се надеваме дека ќе им се свиѓа ова утро со нашата дебата пред се. Ви благодарам за добрите зборови. Јас секогаш ќе бидам себе си и секогаш ќе се потрудам да за народот да му го докажам само вистината. Браво. Злате, ајде да видиме насоката денес, во кој правец одиме? Ние сме македонци, ја и ти, Љузиме албанец. Сега, албанците имаат... Ќе правиме тензии? Не, со Аги Милно сме за тензии. Вие сте ми за смирување на тензии. И сега види, ја и ти природно кон македонци имаме две траектории, или ќе фатиме кон Белград, или ќе фатиме кон Софија. Љузимиони имаат две траектории, или ќе фатат кон Истанбул, или ќе фатат кон Тирана, Приштина. Добро, сега три имаат они. Бољи избори. Кој ќе живее во Македонија? Значи, кој ќе живее во Македонија? Па, пошто ние во ЕУ гледам не влагаме заедно, или колективно како општество, единствено ќе ни остане еден по еден да влегуваме на индивидуална база во ЕУ, а тоа само Бугарија може да ни го овозможи во овој момент. Реков ја расположен. Значи, така што да тргнеме со председателката и со знамето, прво да го чуеме ставот на нашиот гостин, потоа да го чуеме fair enough. Твојот став? Да. Ако остане време, ја ќе кажам. Ќе остане. Да. Микрофонот е твој, Љулци. Благодарам. Значи, откаде да почнеме, секогаш ние со соседите, особено со Бугарија и со Грција, традиционално ќе имаме проблеми и во иднината. Јас секогаш во моите настапи, кога ние мислиме дека ќе го решиме некој голем проблем како што беше промена на името, па договорот склучен со Бугарија и околу историјата и проблемот
што го прават истите кон нас и ние мислиме дека одеднаш кога ќе попуштиме во нашите преговори со соседите и мислиме дека тоа е крај, веќе ние станавме дел од Европска унија и ќе процветат тука економијата, социјалата и така натаму. Така што јас обратно па мислам еден комшија, да не кажувам, сосед кој традиционално ти прави проблем 20-30 години, ти не можеш да му веруваш на него. Тој може да ти прави еднаш проблем, 2 пати проблем, 3 пати проблем, но не може 30 години да ти прави проблем, особено да те негира како нација и како држава, како историја, пошто тоа е пред се најголемото богатство што го има нашата држава. Така што ја помислев чистата вода и плодната почва дека се невредните богатства. Ма ние така историјата ако ние најголемо богатство, тогаш би довел и културата. Ја навивам за љулизим, историјата, културата и традицијата. Што тоа го држи пред се народот за воиднина да действува. Така што проблем со Бугарија нема да биде тука да завршува, но сегаш ние ќе имаме провокации воиднина, се додека ние еден ден не им годиме на нив за да бидеме дел од Европска унија како еден од условите што е да го премине таа пречка. Но јас мислам дека со мудра политика тоа ќе го намери. Но да се навратим на тоа што со употреба на знамето, односно не поставување на нашето државно знаме кога претставителката беше во посета во Бугарија, пред се тие се извадија на тоа дека претставителот на државата не било службено, односно како државен функционер да бидел каната од нивната страна, така што тие се извади на тоа. Но мислам дека тие намерно го имат направено тоа по секоја цена да ја понижат нешто, особено за тоа дека во минатото, особено во заклетвата која го дадеше како претставител на држава под името, односно избегајќи додавката на нашата држава, и мислам дека тие им се одмаздеа на неја, можда не директно, но индиректно. Ама зошто па бугарите за името толку би се потресувале, тие никогаш немале генерално проблем со нашето име, тие имале проблем со тоа што ние нели им крадеме историја, ама со името немале проблем. Тие нема со името проблем, но сегаш бидејќи тие се сојузници, односно се дел од Европска унија, Бугарија и Грција, тие секогаш би требало да имаат еден пак заеднички за да постапуваат против нашата држава. И јас мислам дека овој беше голем гаф од страна на Бугарија, можда била и провокација од нивна страна. Но се надевам дека во иднина сега многу да не се повторува. Истото јас не верувам дека нема да се повторуваат тие провокации од страна на Бугарија, но ние треба да бидеме малце ладнокрвни на овие постапки, од нивните постапки, така што јас мислам дека сега ќе почнат и преговорите во комисијата што е за што се формирана од нашата држава и од страна на Бугарија, кои ќе преговарат околу историјата и така натаму. Така што јас мислам дека таа е една провокација пред да почнат тие преговори. Ние уште еднаш треба да бидеме ладнокрвни и треба да бидеме малце поумни во тие постапки што ќе ги водиме во еднина, особено што ќе ги проводи новата влада. На оценката на Љузим гаф провокација би додал уште нешто поостро скандал. Скандалозно дипломатско однесување, но сето тоа е спинувано од медиумските нарикачи во Бугарија и Македонија. Ќе објаснам што е нарикачи. Јас прво би зборил за убавата работа. И не би бил сотир ако не се разликувам од тие што напаѓаат и само црно гледаат. Значи, да констатираме, Златев. Председателката најави пред 2 месеца културна дипломатија, кога го прими директорот на операта од Бугарија и операта и ги удостои во Скопје. Делегација политичка и дипломатска бугарска немаше. Уште тогаш се виде кој е културен, кој не е културен, кој е по културата и уметноста, кој не е по културата и уметноста. Таа кажа дека ќе возврати. Дојде денот кога се отвори сезоната во Бугарија со македонската опера и балет Набуко. Ве молам, вие сте млади, во следните денови да проучите што е Набуко, која е содржината на Набуко, ќе видите има
едно комплементарно действување на председателката со содржината на Набуко. Денеска немам намера да ја прераскажувам, ама се работи за освојување на Ерусалим од Вавилонскиот цар Набуко, па за една негова ќерка, па за друга негова ќерка, па нечи друг син, па љубов, па невозвратена љубов и така натаму. Многу интересна споредба со сегашните политичко-дипломатски состојби помеѓу Бугарија и Република Македонија, и никој не сака да зборува сем првичните извештаи на 2-3 телевизии дека еден Dream Team, председателката Силјановска Давкова Гордана, министерот за култура Љутков, министерот за надворешни работи отидоа во Бугарија и им импортираа македонска култура. Некој ќе рече претерувам, не е точно. Бугарското друштво, општество, културно, значи културниот крем, уметниците, обичните луѓе, ја преполнија салата и од кога заврши балетот, сите велат дека меѓу 10 и 15 минути стоечки аплаудирале на бис на нашите изведувачи. Директорот, Тоа е доказ дека ги гледаат како своји, јас би рекол. се закачкаш. Значи, Ама пожелни се, може би така и закачки, а да не го сгрешам, да го најдам тоа името на тој директорот, окей, ќе го најдеме. добро, Слав, не е битно се. Така, тој директорот со најголеми суперлативи се изрази за нашата балета и опера и балет и оцени дека имаме извонредни изведувачи. Тоа го потврди и министерот за култура нивниот и сега тој триумф културен, значи тој приод позитивен на културата да биде мост меѓу Македонија и Бугарија, меѓу македонскиот и бугарскиот народ, отеднаш паѓа во втор план поради тоа што некој прави, како што вели Љузем, гаф, а ја би рекол и скандал, пропус, дипломатско, политички. Но, ајде да видиме дали некој знае како беше форматот на посетата. Неформална. Државна, не. Службена, не. Работна, не. И да не ви ги бројам сега сите, случајно сум запознат со сите посети на вип личности на државите. Каква беше? Неформална посета од причина што на еден начин председателката која има висок степен на култура и љубител на уметноста ги примора бугарските домакини да ја примат, бидејќи не доби официјална покана, дозволи да се докажам, и се случи тој работен ручек и тет-а-тет средба. Знамето не е истакнато. Каде не е истакнато знамето? Во Република Бугарија. Не се случува тоа во Република Македонија. Кој требаше да го истакни знамето? Јас и ти да го истакнеме? Не. Службите од кабинетот на Радев или МНР бугарското. Сето тоа се первертира сега и се префрла на председателката, ја понижила Македонија, македонскиот народ или не знам што. Нападнат е протоколот, нападнато е обезбедувањето и нападнато е све живо и диво што учествувало во таа посета. Фактите зборат нешто друго. Случајно или не случајно. Знам дека предходницата тргнала еден ден порано, составена од протокол, безбедност, луѓе од кабинетот од кој е председателката и по друга линија се одели луѓето од МНР и луѓето од Министерство за култура. Цел еден ден бугарските домакини не ги примели и не се договарале. Интервенирала и амбасадорката, прекрасна амбасадорка имаме, Агнеса Руси Поповска, се познаваме многу одавна, пред 20-25 години, амбасадорка од кариера. Значи имаш конфликт на интерес, нели се познава? Да, голем конфликт има. Да. И дури утре дента на настанок кога се случили операта навечер кога била изведена, се направиле последните договори. Тоа е еден факт. Значи не е тачно што овие нарекачиве медиумски во Македонија, поддржани од нарекачите од Бугарија и од неколку центри медиумски платени од странство, кажуваат дека
немало средби, немало подготовки, не работеле службите за безбедност, за протокол и оно, тоа не е точно, него бугарите избегавале. Од кога договориле, отстапиле бугарите. Значи, Се договорило да нема сликање, само да има тетате сликање, и сега видите, кога председателката е примена, го видовме тоа на камерите. Службите неизвини останале надвор, подоцна се примани и Радев го прави тоа. Нека ми просте господинот Радев, кој даде добра изјава за средбата, и тој ја оцени позитивно, и председателката наша ја оцени позитивно, министерот наш Љутков и министерот наш за надворешни работи ја оценија средбата позитивна, завршувам првиот дел, но отстапиле од договореното. Сега, Сотир, морам да ти опонирам. Да ми опонираш. Вака се, прво, таа фотографија за прв пат достапна во јавниот сектор, во јавниот простор, односно не сектор. Од кого беше ставена? Вака сега, тоа е во вториот дел што сакам да кажам. Не, беше ставена во јавниот простор од Facebook профилот на председателката Гордана Силјановска Давкова. Не ја објавија таа фотографија бугарите. Добро. Тоа е прво. Во тој дел, Значи да бидеме, а што да скрие? да бидеме доследни, не да ја скрија. Ако веќе, значи таа фотографија некој таму ја сликал и ми ја дале во кабинет. Ако во кабинет детектирале проблем, можеле да не ја објават и да побараат од бугарите и тие да не ја објават. Тука си во право. Значи, пропуст постои во кабинетот на председателката Силјановска. Сега одиме понатаму. Во тој дел, Додека. Златев, тоа е после настанот. Додека. Златев, а Додека. постериори е тоа. Значи, вториот аргумент. Додека беше во Софија, ниту Силјановска, ниту амбасадорката, ниту нејзиниот кабинет, ниту никој не реагираше на ова, туку кога се врати у Скопје и откако самите ја објавија на Facebook и откако потоа имаше реакции од граѓаните, тогаш почнаа да реагираат, па праќаат демарши, па го викаат амбасадорот да му пружат нота, па тој одбива да дојде и така натаму. Значи, извинете, но дај нека се погледат сите во огледало и нека признаат дека пропустот е нивен. Зошто е пропустот нивен? Затоа што тие, се додека не се кренало ука-бука на Facebook, тие не детектирале проблем. А од кога се крена ука-бука на Facebook, сега што ние ќе водиме дипломатија и меѓународни односи врз база на како ги наречете тие? Рикачи, крикачи. Медиумски нарикачи. Тоа е израз на Басара. Нарикачи врвен... на Facebook со 3000 школо. Тоа ќе ни биде нас начинот на кој ние ќе водиме политика. И трета работа. Самиот кажа дека средбата била неформална. Да? Со самото тоа што е неформална, протоколарно, и самиот го знаеш тоа како човек кој се бавил со овие работи, и сите добро знаат што се бавиле со овие работи, и протоколарно, Бугарија нема обврска да истакне никакво знаме. Не, тука не согласувам. Кој станува збор за неформална Ама, ајде, онаму кај што застанав да продолжам. Значи, така што, овој пат извинете вака, да. простете ми, еве, колете ме, бесете ме, плюкајте ме, но овој пат Бугарија нема никаква вина, затоа што нашите се тие, може би немало ни никаква лоша намера од страна за Бугарија, може се работи за пропуст од нивна страна. Ај се фактите да ги гледам. Но во реалноста, ние сме тие кои ја објавиле таа слика јавно и ние сме тие кои откако ја објавиле, после престанало да ни се бендисува сето тоа. Не е тоа битно. Битен е настанот, битен е договорот и отстапката од договорот. Ова е после настанот. Тоа председателката ќе си преземе мерки во пиар службата. Морам да го цитирам Бранко Геровски, колегата. Ретко се согласувам со тебе, но тој ја прашува председателката: ако сте решиле да не правите скандал во Софија, зошто сега правите скандал во Скопје? Боже те сачу. Синоќ ја слушавте на една од телевизиите што изјави? Меѓу скандал и на еден начин голтање на тоа што се случило, таа го избрала второто за добробит на добрососедските односи на Република Македонија со Бугарија. И сама ја објавила после. Златев, гледај го третото. Она се почувствувала понижена, председателката, и после дошло у Македонија и рекла: мене ме понижија, не ми ставија знаме, ај сега ние тоа да го објавиме. Златев, ај вака сега, да се докаже. It's not fair. Знаеш, не е фер да го лажите народот. Ај вака. Не е фер. Ај вака сега.
Вака. Ова е нешто слично на трето полувреме. Првото полувреме во Македонија во мај се случи. Второто полувреме е средбата со Радев, третото полувреме е триумфот на Набуко во Софија, во Бугарија. И сега, нели ви заликува малку, не ме сватити мене, председателката на Гоце Делчев кој изјави многу одамна: светот го сваќам како поле на културен надпревар меѓу народите. Председателката го направи тој културен надпревар во мај месец и сега во Скопје и сега во Софија. Нели ви личи ова на 1900 година Чернодрински кога изведе македонска крвава свадба и се дигна ука-бука македонскиот збор. Сега пак се слушна. Чекај. Не, ќе добие људен збор. Морам да ти го кажам. Гледај сега изјавата на еден советник кој понижува и вели кафе во кафич и ќе му истакнуваме знаме и однесувањето на амбасадорот, не дипломатско. Све е договорено да се направи тоа што се направило. Значи смислено 170 години и бугарите не го менува. Па тие требале да го става. Не чека у заседа. Они чекаат, ни правеа местенка според твоја логика и на крај ние сами се утепавме. Ние не завршивме работа. Не. Па така излегува. Не дипломатско однесување. Значи, твоја логика е таква. Значи они според тебе чекале, местеле, пустеле, не дипломатски завера правиле и на крај. А каде е знамето? И на крај. Зошто не го ставиле знаме? И на крај ние си опнавме сликата без знаме. Ама зошто ти се држиш до сликата? А они не местеле, а ние сме се наместиле сами. А зошто да крие од јавноста? Па не каде да е транспарентност? Па добро, на Ајде ги можем да те чуеме тебе. Да. Вие, јас сум домаќин, вие сте ми гости. Да, не, готово Браво. Јас не сум ја слушал председателка изјавата незината што вие кажа Сотир Преска дека она Сино ќе објасни многу добро. Мислам на сите беше. Јас не сум што како сум да јас сум слушал не за бидејќи кажав дека треба да биде малце ладнокрвни. Тоа веќе поминало. Јас кажав дека веќе нема да биде ни прво ни последно таквите начини да го чека како гости со знаме, без знаме, со провокации и така натаму, но само да се надоврзам нешто ново ти посна у почеток и после некаде ме обстружеше Злате. Знаеш што ми беше мене многу интересно. Тоа се случи што се случи и сега кај нас реагираше СДСМ, не знам дали ја слушате пред конференцијата. Бруки. Она мисли дека ние со знамето одиме таму, па го носат 23 таму, па го истакнуваат таму. Значи, како ние да сме во нашата држава. Појам одел на патување, он се завивал со македонското знаме. Диплено го носел. Зато сериозен се ова. Малце поголемо требало, нели, за да го собере, но да. И ти ја напаѓаат, замисли, представителот на држава дека, односно на Македонија, дека не го извадил знамето таму. Че ние треба да знаеме дека ние сме били гости. Тоа е Бугарија. Друга држава е Бугарија. И јас мислам дека наместо тие да се солидаризират со председателот на држава, односно да реагираат против Бугарија, тие реагираат против председателот. Тоа е кога се губи компасот кај една политичка партија и јас мислам дека тоа покажува дека не ја научиле тие лекцијата. Да, зборите. Сосема си право. И ние уште немаме првин национален внатре консензус, после да имаме државен консензус, да постапиме против Бугарија, како истите постапуваат кон нас кога е во прашање Република Македонија. Така што, добре да ја смениме малце тема, да не ги тензираме и нашите слушатели, да се поминеме на нешто што може да е поинтересно. Видите што анализира вчера, бидејќи реално поминам па ги време кога дебатираме средството. Еве вака. Вчера ги анализирав независен Слободен печат, Aracin.mk, Трибуна, сите синхронизирани со нападите од Бугарија, поддржуваат бугарска линија, не си ја поддржуваат председателката и својот ВИП, а тој е председателот на Република Македонија. Златев, тоа не е случајно. Златев, тоа е оркестриран напад врз Република Македонија. Работам анализат и соопшти дека во една од наредните емисии ќе ја соопштам. Тоа се 3 центри странски, медиумски, финансирани од 3 различни линии. Едната е од југ Грција преку војното разузнавање. Другата е Бугарија преку амбасадата и она асоциацијата Македонија, а третата е преку чуден капитал, те Слободен, те српско-кипарски, грчки, тоа се оние политикантите и Слободен печат.
кој и сега најново влетува Рацин, кои дрва и камења мават се што е македонско. Тоа е нападот на СДСМ, без факти, без аргументи. И вчера настап на една господја испрсена. Како бе мене овие толку центри, сите мене ме заобиколија за пари, ја не знам што е работа. А мене живот ме заобиколуваат. Ми изнервираш. Радувај се да те заобиколуваат. И сега види, вчера главниот удар од една господја испрсена во едно студио со еден медиумски нарекач, кажуваат све фрла дрва и камења по протоколите и службите државни во Република Македонија, а таа господја нема ни еден ден работено во протокол, има работено во амбасада како преведувач и неславно е завршена и отидена во странства со странски дипломат. Не, така не се прави домашна држава, тоест државна институција која не го направила гафот дома. Што правиме со знамињата што се грешија? Што правиме што се грешија химни? Што правиме со љубави? Што правиме сшти народ? Тогаш дали се дигаа вакви тензии? Сите тие грешки беа направени дома во Република Македонија. Да се крeva цел народ се крена на нас. Само на заедно се крена народот. Значи да заклучиме, културната победа на претседателката на Љутко и на министерот за надворешни работи, ама бе презимето не ми доаѓа? Муцунски си му се извинувам. Некој сака да ја первертира, да ја минимизира и го истакнува гафот на бугарската дипломатија, скандалозен гаф со знамето, бидејќи не ускрати со една од трите главни инсигнии. Значи, име, химна, знаме. Нивна грешка апсолутно не е македонска грешка, а нека кабинетите малку се почудат што им работат пиаровите, што им работат протоколите и нека си преземат мерки. Тврдам дека злонамерна работа од страна на бугарите, тоа е хомокретенизам, енде завршив, го послушав. Одиме понатаму. Слушатели, 2:1 во ставовите овако, ја мислам дека Бугарија нема никаква вина за оваа работа. Како за кој 2:1? За па вие двајца мислите едно. Ја мислам друго и тоа е богатството тоа е убавината на демократијата. На демократијата. Да. Сотир малку се влезе во некој занес со центри на МОК. Да, занес анализа што Абрам до сега е напишана, 18 страни се напишани, ако се согласиш ти како собственик на медиумот, можеме и тука да објавиме. Ако не ќе објавиме на друго место. Одиме со кратка пауза, после паузата одиме со уметност и сотир да му оставиме малку поише простор на људите, ја мислам. Ја веќе во следните 15 минути не зборувам ништо во право. Имаш забрана за зборење, ја имам забрана за зборење, ама не ќе треба некој да го прашува луѓе. Останете со нас. Ајде. Еве и слушателите, имаме забелешки од нив. Имаме фон на звучникот, добро, средено. Намали. Така. Мене ме нарекуваат Копиле. А гони ги опичко. Тит. Се што вреѓа? Да. На гостинот имаат забелешка дека не му дозволат до збор да дојде, сега мора да го смениме во вториот дел. Рековме тоа. Ама прво сликата сотир, да ја пуштиме сликата на денот. Ја пушти Милош. Во етер сме? Да, во етер сме. Објасни ни ја сликата. На културата да надобрзиме уметноста, уметничка фотографија. Минатата емисија беше на прв поглед, а сега е со наслов Љубов. Тоа е одсјеот во окото на прекрасната девојка од минатиот пат. Ова денеше го имаме и се вика Љубов. И тоа се две слики сијамски близначки, Љубов на прв поглед. Продолжуваме понатаму и ќе видите дека тоа е уметнички така изведено, значи авторот го слика окото на својата сакана, има рефлексија во окото прошлиот пат. А сега реалната слика сликана во некоја улица во Скопје, наречена Љубов, кога ги испои се Љубов на прв поглед. Автор Филип Стојановски. Добро, сотир многу некако со љубов тргна работа. Ајде, рековме да ги смириме работа. А кон Бугарија не шириш љубов, човече. Кон народот да, кон политиката не. И немој да ме провоцираш. Рековме, менуваме тема, Злате. Лузим, дали одиме со реформи? Имаме ли капацитети реформи да правиме? Ти си човек во администрацијата на оваа држава вработен. Колку знам, добро си ја обаваш, се интересирав, добро си ја обаваш работата. Не чув некој муавети за тебе како инспектор. Кажи ми,
има ли оваа власт, има ли оваа администрација, има ли оваа држава капацитети да направи реформи, ама длабоки реформи, корените реформи, радикални реформи, да се спасиме од корупцијата и организираниот криминал. Ќе хронометрирам, нема да прозорам 10 минути. Да, благодарам. Сега, валјда, овој период јас ќе зборувам повеќе, вие ќе ме слушате како гости да ме почитувате малце. Да. Дали имаме капацитет да правиме реформи? Јас мислам дека да имаме капацитет да правиме реформи, бидејќи како сме знаеле да ја правиме држава, да ја градиме овие 3 децени од кога сме прогласили независност на државата, реално ние сме еден чекор пред интеграција во Европската унија и реално ние имаме добри законски рамки за да може државата да функционира. Пред се сме демократска држава, но пред се ние треба да направиме реформи кои ќе биде пандан на таа Европска унија, која ќе еден ден ќе бидеме дел од незе. Но јас се плашам дека многобројни од луѓето кои имат капацитет реално да ги прават реформите во државата, или се незаинтересирани истите да бидат вклучени во тоа, а тоа се професионалците, кои кај нас реално тие си прават калкулации за себе си повеќе и за семејниот буџет, отколку што сакат да жртвуват нешто дополнително од низината семејство, односно од себе си, за да можат така бесплатно да работат во државата. Кај нас сегаш секој што сака да биде дел од реформите, пред се ќе праша колку ми е цената, колку ќе ме плати државата за да бидам дел од реформи. Многу малце од луѓето сакат фри или без пари да се вклучат во тој процес. Јас мислам дека владата треба да овозможи, односно да ги собере сите добри намерните луѓе кои вистински ја сакат државата, ја сакат нацијата, го сакат своето себе си и своето семејство, за да придонесат тука во државата, за да не избегат во странството и тие мозоците, ја што ги кажувам, да сиде да се собереме и да можеме да придонесеме, односно да ги правиме тие реформи. Но за да го правиме тоа, пред се некој треба да ги собере тие, односно да им дава. Дори имаше едно истражување на IQ, дека ние сме на дното по IQ во Европа, така што мозоциве не знам. Не. Што ќе смисла? Тоа што прат може да тие имат параметри што ги мериме, но не треба да ги потцениме дека имаме луѓе ние што вистина треба да бидат, но еден мој другар што почина оддавна немаше факултет, но беше многу начитан човек, секој ден читаше новина. Тој сегаш кажува за нашата држава, ние не можеме да напредуваме, бидејќи погрешниот човек е поставено на погрешно место. Така што ние тој наратив што го имаме поставено политички, кој беше нормално, секој треба да има една партиска книжка за да може да се вработува и да се постави на позиција, така што тоа негативно влијал во целокупното движење на нашата држава. Јас сум против тие партиски вработувања во администрацијата, особено луѓето кои се вработуваат. Знаеш, променот дека нас што луѓето се вработуваат првин, кај нас е предвидено со закон да иде за прави систематски преглед. Кај нас, значи, систематските прегледи се земат така на бланко, си оди на преглед и психологот без да биде тука, печатот го има некој друг и му се каже градоначалничка на Скопје без лекарско ставивме, па сега за вработување. Реално ние поставаме луѓе без лекарско, така што и диагнозата на работа. Да, многу е важно, пошто и диагнозата така после ќе ти биде и на самата држава. Така што треба да се прават реално тие реформи, особено при влегување на државната администрација и унапредување на истите. Знаете зошто? Пошто тие па после ги прават тие суштинските градење на политики внатре по институциите и не име после. Вчера кога пиевме кафе во Дебар Мало, ми кажа многу интересна твоја теорија, ме заинтригира како да надминеме сивата економија, се малку социјална економија да фатиме, бидејќи таму ни се најпотребни реформите. Би сакал да изнесеш? Да, јас бидејќи по овој дел и сум правил истражување, па и тоа е моја професија, да не кажа да сега овој
зборува за неговата професија, не туку јас го кажам ова, бидејќи секој ден работам и секој ден се соочувам со проблемите, реалните проблеми што се во нашата држава и реално сум размислил како реформи ни треба, а тоа е многу поважно му интересира на секој слушател што е во Радио Лидер во моментално, а и на цела држава. Знаете што? Мене ми е жал за две категории на луѓе, односно три категории на луѓе. Првата категорија на луѓе е тоа што се изнемошните, односно луѓето кои се со пропеченост, тоа што се родени така или имаат последици во животот. Така што на таа група на луѓе на држава, јас мислам дека треба да му се порасне социјалната помош, односно поддршката на државата. И сега сакам да се надврам на тие две групи што се способни за да работат. Првата група е луѓето, односно младите кои се во образовен процес, во средното образование и во високото образование, односно во нивните студии. Според законот, секој што има 15 години има право, односно според уставот, секој што има 15 години има право да работи. 15, ако е способен, психофизички. Но, кога се смени законот за работни односи, ова категорија, уставна категорија, е ограничена. Бидејќи, освен што е предвидено 15 години, границата за да засноваш работен однос е инкорпорирано и задолжителното школување. А кај нас задолжително школување е средното образование. И кај нас секој што има 18 години или 19 години, тоа е просекот кога нашите деца го завршуваат средното образование. И сега, ако ти си во образовен процес, ти немаш право да се вработуваш. Бидејќи си редовен ученик. И тебе автоматски ти се ограничува правото за да работиш. Јас мислам дека законот е противуставен. Некој треба да инициира пред Уставен суд? До сега јас не сум слушал дека некој има спор. Ево, ова е препорака, некој треба да го преиспитува ова или самата влада во еднина да размислува на ова реформа. Ова е суштинска реформа. Нека прават една анализа колку ние средношколци има во ниво на држава, кои ние им ограничуваме на тие да работат. А тие знаете што прават? Тие работат на црно. Пошто нема друг начин како да се пријавува истиот. А работодавачите па имат потреба за истите да ги ангажираат на работа. Бидејќи една 15-16 години. И така царува сивата економија. Да, и така царува не сивата, така царува црната економија. Така што замислете, сега ние имаме потреба многу работници. Сите фирми кукат за работници. Продавачи, пример. Зошто ние да не им дозволуваме на тие деца кои имаат 15, 16, 17, 18 години, кои се физички способни за да работат на каса. Сега, ако еден работодавач има потреба од 20 вработени продавачи, тоа може да го направи да зема пример да им се овозможи на децата законска да се пријават пример 20 часа, додека се во школување усредно. Така тој ќе ги зема 4 деца од школото и ќе ги вработува и така нема потреба да носи некој од странство кој дополнително на работодавачот се товар. Бидејќи тој треба да му плати виза, па да ангажира агенција за посредување, па да смештај и треба на крај на краишта да го плати. Јас мислам дека треба да се најде еден модус за овие децата, односно генерациите кои се плюс 15 до 18-19 години, кои се во задолжителна школа, да можат дополнително да работат. Таков начин тој ќе има можност да има пари од джеб, да не го исцрпи буџетот на семејството. Каква така сигурно социјална. И многу е важно, бидејќи тој кој ќе има пари и кој ќе почне да работи тука, нема да прави кривични дела, односно деликвенција надвор, ќе биде сегош во работниот процес, ќе има пари од джеб и дополнително нема да му текне да иде надвор од државата, бидејќи тој ќе може да почне сопствен бизнис во нашата држава, односно самиот да биде да работи тука. Тоа е навиката. Први.
Втори, студентите немаат право да работат. Ако е редовен студент, тој нема право да работи. Ти му ограничи. Ајде како сме кај студентите, образование, одеме малку подлабоко. Ми кажа дека многу младци магистрирал па докторирал, не мислиш дека нешто треба да се направи за студентскиот стандард, да ги задржиме студентите и кога студираат и од кога ќе дипломираат во Македонија, да се специализираат и да работат и да развиват, да го развијат македонското општество. Што и советуваш на новата влада? Новата влада треба да размисли особено на реформите во образованието, и ние да имаме поквалитетно образование. Но пред се треба да размислиме и на начинот како да го одржиме нашиот кадар. Ова што јас го кажав во врска со образование, сакам да научам уште едно друго. Кај нас, пример, имаме, бидејќи слушај, во странство не се барат правници, не се барат економисти. Во странство се барат тие дефицитарни што се професии. Така, кај нас што се дефицитарните професии, односно тие стручните што се школувања, што прават ние во средно. Пример да кажеме некој за поправка на коли што е механичар. Тој што студира или електрiciст, не знам. Тие дизајнер на дрва, не знам. И како идат на пракса, знаеш што се случува кај нас? Затоа ние треба да правиме реформи. Кога тој прави пракса, односно школото има соработува со X фирми приватни кои одат да прават пракса. Бидејќи тој оди без пари таму да работи и тој не е заинтересиран за работа, зашто да работи за работодавачот, кога тој не му плаќа ништо, а на него па му треба потврдата од страна на работодавачот, односно да му потврдат да иде у школа да го прикажат дека бил на пракса. И сега што се случува? Тој иде на пракса и работодавачот му каже: "Абе ти оди дома што ти треба пракса." И со еден ден пракса не се учи ученикот, пошто кај нас реално само еден ден одат на пракса и тој ќе му каже: "Аме на крај на првото полугодие ќе дојдеш кај мене, јас ќе ти штампам, ќе ти пиши дома што си направил, филозофирај нешто, јас ќе дам потпис и печат и прикажеш се кај школото." Луѓе, сакаш да кажам, во мое време пракса како се правеше во комунизмот. За време летниот и зимскиот распуст одевме во организации, јас сум правник, во организации работевме и на професорите, на там се сеќам поправно правно, им донасовме потврди дека колку дена сме работеле. Еве Нилка Вадарски за двојка, кај нас имаше пракса. Ајде, за двојка иде им ги береа грозијата на професорите. Ти пак, браво. Да ви кажам како изгледа лозијата им ги береа сега, реално работна рака е потребна, а имаш, ја пошучев средно електро, стигнав до Кингс Коледж од средно електро, не мора да плаќате 10.000 евра за приватно образование за да стигнете далеку, и што се случува и за да им стават двојка, професорите ги зима кај нив на лозијата. Сега во сезона за копање, препикнување, берење, така натаму. Тоа беше злоупотреба на труд. Во Швајцарија имам видено како се бери гројзе со хеликоптери. Организирана држава, прерано им падна снегот, случајно бев тоа 91 година во Швајцарија, со хеликоптери ги береа гројзето кој е на врвовите горе. И ние имавме шанса да береме гроздје со хеликоптери, но овој народ не го препозна визионерството на Зоран Заев, кој обучуваше нели пилоти од Арачинова за таа работа, ама ништо не битна, нели. Слабо се докажало у школа. Ти рекол вчера дека е ненормално духовит. Слабо, значи, ние имавме можност да береме гроздје со хеликоптери, но да, тоа е тоа. Луѓе, јас сакам да се надоврзам, пошто реално е многу добра тема. Јас мислам дека ова треба да се отвори по поголема дебата, не само ама нека почне од тука, можда на некој ќе тегне па да прави голема дебата. Лидер е влијателен, да знам. Да, знам, не се сомневам во тоа. И вие се надоврзате како ја правите пракса. Не, јас сосема сум во друга. Праксата да ја прави да се плати тоа страна на работа, а дополнително летовска он кој не е на работа или зимовска. Вие сте деца на 21 век. Треба да биде во работен процес. Така што истото важи и со студентите. Значи таа да не биде само формалност. Формалност тој да му даде печат и потпис. Туку знаете за да го површи работодавачот, многу е важно он да го пријавува истиот, односно да се најде еден модул, државата да најде законска рамка. Јас сум за еден модул, пример, да плаќа 20 или 30% данок на државата, од кој 15 или 20 ќе легнат од државата, а 10% ќе легнат
у школото, од заданокот зборувам, бидејќи така ќе ги мотивираш ти управителите, односно директорите на школа, за да се покажат, бидејќи со тие пари ќе може да инвестират на треба школата. За тебе важи во македонската јавност се појавуваш често по телевизиите, за тебе важи дека си поголем македонски патриот од можеби 80-90% од етничките македонци во земја. Не гледам ништо лошо. Значи, во однос и на национални позиции, во однос и на стратегии во држава, ние некако навикнати сме во држава на балансери, на борба за етнички права, па сега еве нас еве Бугарија вака ни правеле, па албанците велат ние не се чувствуваме добро во оваа земја, не сме премногу, нели, како, не сме, не ги уживаме правата на мнозинството и така натаму. Од каде овој твој порив вака да размислуваш? Ја дури сега гледам, Сотир исто за него важи дека е така цврст македонски националист во држава. Јас сум доеден во опозиција заради баланс, морам да станам предавник. Тројката? Да, имаш на 20 комити мореден. Комита војвода и предавник. Да. Ние треба да го сакаме нацијата. Се свен сега националност. Македонецот треба да се сака себе си, албанецот себе си. Но ние сме одлучиле и сме се родиле во оваа држава. Ние имавме две траектории. Или да ја уништиме државата, да ја распаѓаме и да го поделиме по некој параспор идеи, јас кажува, или да живееме заедно. Чим се одлучиме да живееме заедно во оваа држава, ние треба да се бориме. Да. Сите треба патриоти да бидеме. Не, треба да се бориме и... А што има лошо во тоа да си патриот? Нема ништо не е. Родолюб, бидејќи патриот е баје искористено. Сега родолюб е твојот род да го љубиш. Ти не можеш да бидеш и националист и патриот и да крадеш државата. Или нација. Не може. Тоа сакам да го чујам. Двете не одат. Ти да бидеш патриот, да ја сакаш многу нацијата и попосле да ја крадеш истото. И второто што мене, јас излегувам често, се шетам и гледам луѓе, не се сака државата само во кафана кога ќе се напиеме и да ги пееме песните. Треба суштински треба да ја сакаме државата. И тоа суштински треба со дела да го покажуваме. Можеме еден човек да ја средиме државата, но еден по еден, ако се собереме сите, тогаш може да правиме и реформи и убаво да живееме и да придонесеме за ова нашата таковина. Така што јас реално резервна држава немам. Бидејќи карикирам да се распадне државата, јас нема да одам ни... Мене после емисија може пасошке ми да... Ни во Албанија... Ке ми биде Бугарија, не знам. Те враќаме у кавадарци тебе. Така што... Да. Така што целта на секој... Да, љубим, во право си, ја немам резервно и злато и сите, да ми вака што размислуваш. Иако размислиме да идеме во Европа, тогаш тешко за нас, тешко за државата и тешко целокупно за нацијата. Круг го завршиме, има ли шанса да го заздравиме македонското здравство, болните да ги лечиме, а не да ги умираме? Може би не е твоја област, ама ево, тоа е администрација исто, а ти си дел од администрацијата, млад, полетен, со енергија, имаш идеи. Има шанс. Стар човек, како поминуваат годините, така се зголемува интересот за здравството. Па да, се живеме боли. Кон се пристапуваме. Злате, знаеш како ми почнува денот? Млади ги интересираш. А пови пијам. Да. Ајде, Лилзо. Имам еден другар, Да. што е турчин по потекло. Да. И се зборува генерално, јас во мојот дел, тој специализира нешто во државна болница, е познат во време на корона, ги има помогна многу скопјанците, особено скопјанците, кој имал потреба за корона, кој имал потреба, кој бил во корона, он отишол за секој дом. Познат е, еден е Дип, мој другар. Тој има специализирано на една која тема за медицинска помош, реорганизација и така натаму. Знаеш каква е добра идеја, јас го слушам, кажам, треба да го, пошто тие луѓе треба да се презентираат. Можда мојата идеја преска, јас што го ставив, не го докажав до крај, но за да се надврзам во тоа прашање морам, иначе тоа сакав да го преска да го кажам, не само за средношколците, тоа на што мене повеќе ги сакам, бидејќи идеме на кон тоа, се надевам дека ќе ги постигнам годините кои ќе бидам пензионер, но ние кај нас имаме и млади пензионери кои работат пример во државните служби, особено
или имат бенефициран стаж и идат порано во пензија и тие од една плата од 40-50 илјади паѓа на 20 илјади пензија, треба да им се Знаеш може кои се најтрагични? вработуваат и Што тие. не одат на работа, земаат плати и после требу пензија да идат. Тие се перманентни пензионери. Тие па Затоа што никој не почнале да работат. Па тие работат на црно, тоа што јас преска го кажав заедно со Сотир. Но за да се надоврзам на човекот. Пример, јас имам, каже, една идеја, пример, Охрид, Струга, Битола, каже, немат поликлиники, и тоа има еден модел како во Италија, пример, што се прави. Да има една модуларна болница, таму во влезот во помеѓу двата града, и да има како брза помош. Тоа е направено како во Италија. Како се прави тоа? Тоа, каже, да се прави кога сите ние ќе даваме плюс 10.000, се извинам, 600 денари месечно во фондот за здравство. Реално на една плата што е 40-50 илјади денари и да се направи само малце процентно да се, јас за мене сум за да го зајакнеме фондот. Подобро да дадеме 10 евра, отколку да даваме, пример, 2-3 евра за да се оперираме, да дадеме корупција, пример, на тоа, и дополнително да ја платиме приватно, да идеме да купиме, иде, го нема овој лек, па го нема овој лек, па ова инекција го нема, и ние дополнително да платиме. Подобро да платиме сите заеднички на солидарен фонд од тоа, нели? Ајде овој круг вака да го завршиме. Ти си дел од администрацијата. Јас сакам да кажам, само треба да се луѓето кои вистина ја знаат здравството, тие треба да ги прават тие суштинските реформи. Практичен совет. Ајде вака овој круг да го затвориме. Ти си дел од администрацијата. Ние имаме една голема болка, а тоа е бирократијата, белите јаки, Злате би рекол црните јаки. Ние повозрастните не успеевме да ја победиме бирократијата. Може би во еден дел бевме и дел од таа бирократија. Иако бирократијата кога се појави беше позитивна појава пред 150 години, но сега е многу штетна за Македонија. Кои се твоите идеи како да се победи бирократијата? А ако ја победиме бирократијата... Си мисли за корупцијата ти? Не, бирократијата во администрацијата која ја создава, не се докажа корупцијата. Значи, шалтерите, оние кои наплаќат испод шалтер, и како да воведиме култура на добро однесување, култура на сервис на граѓаните да биде администрацијата, а не да биде бирократија која зема арач. Твоите размислувања ме интересираат. Памтите кога беа, јас вака ги правам компарациите, памтите кога беа прислушувањата, кога се објавија таки наречените бомби. Не се додека не се објавија тие бомби, ние мислиме дека никој не слуша, никој не следи. Ние си зборувавме на телефон, се опуштавме, правевме, само знаеле, од бомбите знаеле само тие високите, пример Ахмети, со кодови зборуваше со Муса Џафери, ако се сеќаваме. Овој другите малце повеќе, но кои па беа ептено пуштени на тие разговори. Од кога почна бомбите од тогаш и ден денеска е тоа последица на што кажуваат. Ќе ти кажам на живо, нема да ти кажам на телефон. Не можам да зборам на телефон. Да. Или си зборува со шифра, знаеш тој. А ја велам нека слуша и големото уво. Да, исто и јас. И тогаш сум малку вулгарен и така. Да, па тогаш нема да те слушат, па и ти слушат. Да. Така што кога сите крадат. Не сум сигурен дека сите крадат. Генерално вака. Јас кога зборувам кога дебатирам со моите другари интелектуалци и така натаму, па и јас разговарам со сите, без разлика, не правам такви разлики дали има школа, нема школа. Јас сите еднакво ги гледам сите луѓе. Ние сме професионалци за еден дел, значи дека другите не треба да ги почитуваме. Јас кажувам дека треба X администраторот, X човекот што работи во администрација треба да се гони. Знаеш што ми кажуваат мене? Да ги ставиме у затвор тие милиарди што краделе. Абе ние треба да поснемо тоа. Тие не можеме да ги фатиме, додека ние тие не можеме да ги фатиме, мораме да ги фатиме овие малите. Многу си во право. Треба да се почни. Дали крадел 1 милиарда, дали крадел 1 денар, исто крадец е крадец. Ти влева надеш ова акција вака на полицијава, на обвинителството, на УЈАП и на царина, кој голема мрежа на луѓе кои не плакале данок, переле пари, увезувале без царини,
се фатени, ти влева налез тоа дека ќе оди до крај, ќе има ефекти? Вака како млад човек ме интересира како размислуваш. Јас мислам дека тоа е многу ситно сега реално, но се покажува дека од некаде ќе се после. Барем имаме надежда од тоа дека од некаде ќе се почне. Добро, сепак новата власт е 2,5 месеци само, треба да ја дадеме простор. Тие случаи да седнеш, да ги изанализираш, да направиш реално треба да се соберат. Почетната спомната сума е 8 милиона долари, евра, пардон, а велат дека може да отиде на неколку стотици Јас милиони. многу сум патувал. Така? На факултет кога сум студирал. И знам дека по патарините порано се поминуваат на патарините таксисти, девет таксисти. Они си плаќат, разбираш, и он му дава пари, он му отвори лампата, или он му дава пари, он му дава некоја фискална што купил некаде патани или пола. Да. Тоа беше познат. Но ако се сеќавате на тоа змиско око, јас го пак кога ги стави у затвор сите тие колку беа 54. Сега више нема пола. Јас нема пат ќе им речем дај да правиме пола и ми се нема шанси. Да. Јас знам дека тие сите имаат шпедиции, имаат куки, вили и така натаму. Не бе, ја не знам како прави што се вработија. Царенициве со 500 евра, 600 евра плата, хачиенди, Ламбурджини, Мерцедеси. Значи и полека ги лоцираме коруптивните гнезда. Продолжи. Сакам за гледачите нешто како пола шега да го кажам. Јас работам во трудов инспекторат, државен инспекторат за труд и сум инспектор. И сега нели го се поделија местата и му падна на Влен, односно на Алијанса. И луѓето што ме знаат дека работам таму ми се јават на телефон. Јули, пошто кратко така. Ти во трудова беше? Некој трудна кажува, не знае него да го кажува. Да, кажува во трудна работа, во трудова. Има ли пари таму? Ќе дојде на мој другар директор, дали има пари таму? Како бе има пари? Да, мислам дека висока му е платата, сега нели ги покачија минатата влада на функционерите ги правеше, мислам, не знам, 100.000 денари колку земат плата. Сега функционерите, има плата 100.000. Не те прашувам така. Бизнис има. Кај нас нема бизнис, што ќе има бизнис? Тука нема нема тендери. Ај ништо. Абе нешто друго, како бе нема, што ќе правиш? Тендери нема, не го знам таа област јас на тендери. Абе, знаеш што? Пари. Кажам, да бе, кога ќе прави 6 месеци директорот, на едниот му кажав, ќе има можност да аплицира у банка, ќе му дадат висок кредит на висока плата. Каже, ти ме дупиш мене во мозокот, буквално вака ми. Значи, човек, дали има пари, дали има кеш? Ама не, види, ние се навикнавме. Сега сваќаш дуи како го напуни МНФ. Има таму пари, нема пари. Кај има пари у македонска навигација? Што е тоа МНФ? Сега е чејчулница на дуи. Во овој момент. Знаеш колку години помина во МНФ? Па добро. Значи, така, што ние мора да ја смениме матрицата. Ма ги криеш ти парите. Матрицата се менја бидејќи ќе ви кажам уште една друга информација. Да, Овие од Влен, пошто јас имам сегде пријатели, овие две многу се разочарани. Зошто? Бидејќи директорите не можат да крадат. Кој не им дава? Тоа е добро. Не им дават. И тоа е добро. Тоа е добро. Браво. Не може да прават. Ако е така, секоја чест на оваа вода ги грејата се луѓе во Немој, те молам злате. Ситно нешто. Реално не мора да крадат, култура на честност промовираме денес. Сакам да кажам дека како е менталитет, тие што се претрчат од една друга партија, кажат, абе тука не било добро да одиме. Зошто? Па тука не можеме да крадеме како беше во минатото. Треба да се врати во минатото за да може да крадат. Луѓето сакаат да прават брзи пари. Ако не па заев да го вратиме. Сега тоа ќе дојде како некаква национална мантра за тие работи. Знаеш, ама и менторите не го. Може би е добро. Еве сега ќе кажам пример. Има, значи, во свет сегде луѓето што завршуваат образование на високите, на добрите универзитети имаат како многу, за разлика од кај нас, многу помобилен процес за вработување. Значи, откако ќе завршите на некој од видните светски универзитети, независно дали зборуваме тука за Германија, за Франција, за Америка, за Велика Британија, за Италија, било каде, потоа многу полесно, нели, се наоѓа работа. И има цели ивенти, цели социјални мрежи, кај нас ја знаат LinkedIn, но постои да речеме Handshake и повеќе такви,
каде што луѓето се социализираат за наоѓање на работа. И што се случува? Најголем дел од оние кои завршуваат на тие добри универзитети, дури и на смерови како што се јавна администрација, безбедност, јавно владење и така натаму, каде што природно е да работат државно после тоа, тие сепак се одлучуваат да работат во приватниот сектор. Зошто? Затоа што во приватниот сектор платите се поголеми. Да пример, да бидете во било која европска земја, да бидете некаков началник, раководител на сектор во трудов инспекторат, ќе имате помала плата од да бидете шеф на магазин во приватна фирма. И ќе рече човек, па шо има јас ја да бидам во инспекторат, кога можам во магазин да работам чиста работа, нели? Да го менаџирам. Токму затоа е убаво, затоа што можеби конечно ќе сватат способните во државата дека во приватен сектор треба да се работи. Дека уште се така капиталистичко вредност и приватната собственост е издигната на највисоко ниво. Да, ама ние се држиме до државната, до општествената. Ама знаеш кај е проблемот? Кај нас е така затоа што ќе дојде, ќе стане функционер, ќе направи 2-3 дила и така натаму, брзо ќе се збогати. Во приватен сектор ќе има некоја плата, па нема да му биде редовна, па ќе има проблеми, па ќе има мобинг. Кај нас, за жал, државата е подобар вработувач, доколку сакате нели да успеете побрзо во живот. Статистиката тоа го кажува, а не треба да е така. Ме прашал Соти Преска како реформите. Пример, ние не може да измислиме топла вода. Се е измислено во Европска унија. Во Европска унија се има колку граѓани имаш, според теорија на 2 милиони, ние треба да имаме 68 стандарди и норми, само спроведувај ги. Околу 65 до 68 илјади луѓе кои треба да работат во капата на државната служба, односно во капата на буџетот на држава, за да имаме олисителен буџет. Не може да Кај се дупло, тродупло. Над 130.000. Ние се плашиме за да правиме реформи, бидејќи тие луѓе после нема да не гласат. Знаеш дека кај нас пример не ги казнуваат цајканите, бидејќи си прават калкулации колку ќе имаме после гласови. Правиш ред пример во сообраќајот, не може пошто ако ги казваме ние многу, да, особено во средините, албанските средини. Да, и пошто јас точно знам како на гласови како се пресметуваат тоа после. Тоа ќе ти покажам после. Океј. Така што реформите, знаеш зашто? Ако така измисли Европската унија, како треба да се го каже тоа? Ќе ви кажам зашто практично би било овозможено. Не имавме корона. Го поминавме. Еден на работа, еден дома. Двајца дома, еден на работа. Нели се менјавме во тој период за да ја блокираме заразата на луѓе, да шириме зараза. Епидемијата. Така што се покажува држава и тогаш функционираше, ако памтиш. Да. Функционираше најнормално функционираше. Сите на време вршиме. И кога спомнуваш државата. Тоа покажува дека на нам ни треба реформа. Дури на 50% да се намали. Тие луѓе ќе одат на приватен, може некој ќе го спаси. Пример, мене или некој друг, ти си веќе пензионер, јас ќе ме спаси. Како јас земам помална плата отколку некој што работи во човечки ресурси или правник во некоја приватна фирма. Многу поголема плата од мојата. А јас може пример да карикирам дека сум постручнак од него, бидејќи 13 години ја работам истата работа. Љуѓе, во Македонија има ли шанси за добро владење, те молам да ми кажеш? Има шанса за добро владење, само треба да има добра волја. Политичка и општо човечка. Јас мислам дека државничка треба пред се. Браво, на повисоко ниво го издаде. Државничка, јас мислам дека меѓу политичари и државници. Како беше политичарите мислат за следните избори, а државниците мислат за едината, за визијата на република, на државата. Тие реформи може ќе се терат полека, но сигурно. Многу е важно, може ќе требаат полека, но треба да бидат сигурни. Да, ја мислам треба вие младите луѓе да ги изведувате, а не оние старите метузелими кои 30 години прават реформи и не видовме од реформи. И Златев знам дека се согласува со ова, па и не случајно си мој прв гостин, наш прв гостин во серијалот мој што ја во среда го одработувам. И мислам дека со вакви млади луѓе дека имаме шанси. Како беше, надежта последна умира, има шанси за Република Македонија. Што се бе од позади? Слоганите
Златев, не рековме ќе испраќаме пораки до македонците. До сите, до граѓаните на Република Северна Македонија. Добро, ајде до граѓаните. Се туку нешто ми правиш, не, ајде нека биде по твое. Да. Значи денеска рековме, познај се себе си, чувај се себе си. Григор Парличев го поврзавме на почетокот со овие моите двојца што ми идоли, а оној пат беше Џоковиќ, со сега знам дека не постои невозможното, го поврзавме со исто така една македонска многу битна изрека да се знае дека Кирил Печиновиќ е изрекол некаде таму 1800 некоја година, ама него почне со тоа дека нема невозможно. И затоа реков имаме ли шанса за добро владење? Ако имаме добра волја, рече Луизи, а ја и ти се согласуваме, можеме да успееме, треба само да имаме отворена свест, малку Леонардо да Винчи, мапите, да веруваме во нашите способности, а не само да се подпираме на странците и да викаме странци да не помагаат и да си ги завршиме домашните задачи. А за да ги завршиме домашните задачи треба да учиме и да читаме. Денеска објавувам дека од следната емисија ќе поклонуваме книги, ќе измислиш ти некој од гледачиве, ќе му поставиме кога ја ги некоја задача. Кој ден денес бил од владата, прашува еден слушател, пошто претходната емисија нели ги утнавме бројките, како беше? 80 и кусуре. Ама не знам. Па треба да се виде. 25 јуни до денеска колку денови? 31, 5 и 17. Тај собери ги. 37, 39, 62 и 5, 6, 7. Бројчаников на 84, така нешто. Така нешто. Да. Бројчаников на Сотир излезе како Бројчаников на Заев. На Заев, окей. Кој никогаш никој видел. Раде, Силјан и Матица. Секоја среда ќе ни поклонуваат по една книга. 87 еве. 87. Да. Значи, а за почеток ја имаме Тугинес во својата земја, многу интересна книга, еве ќе ја покажам, дали добро ја покажувам, од Раде Силјан. Чекај, ја не гледам, убаво ја покажувам. Добро. И современа македонска поезија, ќе смисле Злате ти како на некој од нашите гледачи слободно што да кажат ни во месеч на Лидер на Facebook. Поклониме, а на Лузи му поклонуваме 3 книги, бидејќи е аналитички бренд и не само аналитички бренд во воздигнување, вселена на брендови, од Сотир Костов, политички комуникации, толеранција, говор, диалог, дебата и толковник брендинг, адвертайзинг, public relation, го. Исто од Сотир Костов. Нешто за што се расправавме, а овде е од А до Ш, што значи тоа, на почетокот на емисијата, и мислам дека ако читаме, ако учиме, ако знаеме, ако малку се потрудиме да сме поодговорни во нашите извршување на нашите задачи, покажиме морал и етика, Македонија има шанси за иднината да постигне раст, развој во сите 3-4 области најбитни во животот. Благодарам многу за поканата, особено на Сотир. Вчера имавме едно кафе, се договорим се Не, се е со Злате договорено. Беше голема чест. Се е со Злате договорено. Да, Злате В. Пред се, но тоа спиев. Кафето го пиете. Со мене денес ќе пиеме кафе. Да. И ви беше чест со прв гостин сум во твојата емисија, односно во твоето. Мене уште поголема чест. Националистот Сотир Костов, која етикета ми е лепат, а ја прекрасно си поминувам со тебе и со Златев. И добро се слагаме. Дај Боже од твоја уста у Божи уши и така сите тоа да го прават. Браво. Убаво за приметуваш. И се надевам дека овој ми е втор пат, јас во Радио Лидер, и се надевам дека тука нема да застанеме. Обавезно. Да. Мене, знаеш што сум многу горд, што секој граѓанин што ме застанува, без разлика на неговата политичка припадност, ми честита за ставовите, за идеите што ги поставувам, за тезите што ги поставувам, и тоа ми е голема поддршка за да јас да продолжам. Се сеќаваш како се запознавме само вистина? Да. Пред емисијата Златев му викам, ти ли си бе тоа момче луѓе, јас ти знаеш дека имам ја проблем со тебе? И он вака ме гледа, како би што? Викам, мојата сопруга е твој голем фан, бе, викам, ти мене ми ја зимаш, викам, славата. И викам, мене ми е драго младо момче, што има такви размислување, што нема стереотипи, нема предрасуди, апсолутно не го интересира
наметнатиот етнос, туку демосот, демократијата и браво. Браво, уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Поздрав до гледачите. Почитувани слушатели, се надевам дека уживавте во денешната емисија. Имавме навистина, на почетокот почнавме со една жешка дебата, тука јас и Сотир изнесовме навистина несогласување, што е дел од демократијата. Ја и сега ќе додадам дека суштината е побитна од сликата. Суштината е културата, сликата е тоа што направиле бугарите. Се извинувам, Златев. Ја у опера баш не се разбирам, морам да бидам вака. Набуко. Да. Јас, тоа е за тие пресно збогатените. Јас сум повеќе по рок-н-рол, по джез. Книгата моја, ја питаше? Да. Музички икони? Да. Во секој случај имавме прекрасна емисија. Утре имаме крими теми со Ѓурчевски и Драган Милосављевиќ. Браво. Идеме така жестоко ќе развиваме со дијаманти, злата, перења, пари и така натаму. Синјот кај Драган човекот многу добро збореше. Ако гледаше засвија кон. Да, гледав. Многу добро збореше. Утре се планираме уште подобра емисија да направиме. Браво. Па лидер. И во петок барам некој да го зборам малце да се спанџаат со како се вика, со агимионос. Нема време за риблја чорба, следната емисија ќе ви кажем зашто ова книжуле го носев. Бог да го прости Бора Чорба, Да. за идеале гину само. Будале.